објаснила дека водата своите особини ги добива од слоевите низ кои тече, а за човекот од подневието во кое е роден. Но како што во секое правило има исклучок, така и со актерот Кирил Трајковски, познат во јавноста како Максим. Никој од неговите родители и предци не е актер, но можно и неговите наследници да бидат. Кирил конкурира на ФДУ, но не успева да ја добие битката, но за него тоа не значи и крај на војната. Ги пакува куферите и дипломира актерска игра во соседна Бугарија. Едно е професионален, а друго е приватен. Погледнете ексклузивата. А што убаво ми велеше чорбаджијата да си појдам со него на печалта. А немаше да ги трпам овие маки. Кој ќе се расправа со жеништава? Поготово со онаа мојана. Оди та оди, како да сака да ме умре. Кирил, како си? Добар, еве малце ми студија, ма тука е топличко, убаво се чувствувам. Фала на поканата. Кажи ми, од која година почна да правува желба за актерство? Од најмала возраст, од 7 години ја изиграв првата представа во едно село, бидејќи таму имав можност да живеам 2 години и за патронатот, нели се пријави во драмска секција и глумев и трпео пред тие селаните таму на едно плоштадче мало, односно на школото кај што беше тоа за патронат. И од тогаш па до ден денес знам дека сум актер. Значи од многу мал. Во неколку интервјуа до сега имам прочитано дека имаш завршено студии во Бугарија, затоа што си бил одбиен тука. Дали може да ни раскажеш малце поише за тоа? Да, значи, како што ти кажав, од дете сум со глума, драмски секции, потоа као мал нели се пресели во Скопје, се запиша во детско драмско студио Мозаик, тоа беше прво у МНТ, па у Нова Железничка, кај Афродита Кирјаковска. И како што растев, така нели се будеа мотивите и желбите да нели да станам професионален актер, не само аматер. Дојде време да се запишам, на ФДУ се пријавив и ме одбија, ми кажаа дека не сум за таму. Си ги земав фино лепо документите и си отидов во Бугарија, таму ме примија во државна квота, ми дадоа и стипендија и подобро што ме одбија у Скопје. Твојот најголем успех мислам дека го достигна со филмот Максим. Од каде идејата за да го изрежираш целиот тој филм? Идејата си дојде сама по себе, бидејќи го сакам театарот, пантомимата, глумата, сакав да направам и нешто како филм, у филмски формат и решив да направам нели еден голем чекор за мене, бидејќи филмот знаете дека е само финансиран. Се сам си плаќав, сам го напишав, сам го режирав, сам глумев. Тоа не се прави така, но кога нема кој да ти помогне во оваа пуста земја, мораш све сам да направиш. Идејата е нели поучна и самото име Максим на латински Максима значи некаква pouка. Секој различно го доживува тој филм. Го има закачено на YouTube, да не зборам многу, може луѓето да го видат. Идејата беше така. Дојде на сама по себе. Сакам да снимам филм, ќе снимам филм. Кога ќе почнам нешто да правам, го правам до крај. Па така и Максим, отидов и до Индија, знаете, бев во Бугарија, нели, бидејќи таму и студирав со помош на колегите, ми дадоа опрема, луѓе, глумци, не плаќав нели тие работи колеги. Успев да склопам некаков вид на филм, бидејќи тоа не е професионален филм, со многу камери беше снимено, бидејќи беше крпеници, пари немав, па чекав една година, па земав пари, опа извини. Ете се превозбудив. И така, го направивме филмот и мило ми е што публиката добро го прифати. Беше низ цела Македонија, значи идеше еден месец во кино Рамстор, потоа бевме по поголемите градови. Имаше посетеност, немаше пари, ама имаше друг фидбек, ме запознаа луѓето, кој сум и што сум. Сега во моментов синхронизираш серии. Дали кога ќе излезеш на улица, луѓето го препознаваат твојот глас? Па не, сега, јас знам да го менувам гласот. Не би ни сакал да ме памтат по тоа луѓето, по турските серии. Тоа е нели една моја обврска кон телевизијата во која што работам и морам да исполнувам. Освен тоа, нели, снимаме и народни приказки. Што ме прашат за дали го препознаваат гласот? Не го препознаваат и така нека остане. А луѓето како реагираат кога ќе те видат, дали е ова е чичкото од приказните? Тоа веќе го препознаваат, значи овие вилици и оваа фаца не може да ја промашат. Многу ми доаѓа убаво кога ќе дојде некое дете и ќе ми каже ти си најинтересниот глумец од приказките, може ли да се сликаме? Ми доаѓа така едно топло на срцето и
И многу сум среќен што ете сум остел добар впечаток кај на младата публика, бидејќи знаете дека освен што е најмлада и најискрена, и доколку стварно не си добар актер, тие ќе ти кажа дека си досаден и не им се допаѓаш и нормално ќе го сменат каналот, но сега за сега не ми се случило тоа. Децата ме поздравуваат многу топло и многу срдечно и каде и да одам кај што има млада публика, сите сакаат да се сликаат и да се дружат со мене. Освен тоа што си актер, имаш и свој бенд Марлон Брандо. Каде се пронаоѓаш повеќе, како актер или како музичар? Што ти се допаѓа повеќе, пеењето или глумата? Да бидам искрен, пеењето ми е како едно хоби, не дека сум кој знае каков пејач, но многу убаво ми доаѓа да се испукам, нели, со мојот бенд во гаража, да ги сфрлам сите негативни мисли. И со бендов нешто паузираме годинава, но мислам дека ќе се вратиме пак на сцената. Имавме неколку хита што се вртеа по радија, Слободен уметник, Патувам, Ех да можам. Тргнавме многу силно, значи многу така сконцентрирано, но после нешто се случи и решивме малце да паузираме, нели сега. Се пронаоѓам и на двете полиња, сега нормално, по професија и диплома сум актер, но тоа не исклучува можноста да се пробам и како пејач и како фронтмен на бендот Марлон Брандо. Добро е. Идемо напред. Што мислиш дека и недостасува на Македонија во поглед, уметнички поглед? Многу работи недостасуваат на оваа чудесна земја. Не знам што да кажам, од уметнички аспект и недостасуваат барем уште 10 нови театри да се отворат, за да се вработат сите глумци, бидејќи многу излагаат годишно, а нема места за прием, нели, за да си го најдат своето место глумцеве на штиците што живот значат. Значи, нека отворат повеќе театри и исто така нека пробаат да примаат квалитетни актери, а не само актери така по диплома. Мислам дека има многу голем квантитет навлезено во нашата уметност и сето тоа се одразува на се останато, на представите, на квалитетот, нели, на проектите што излегуваат. Не велам дека нема добри проекти, но сепак мислам дека треба малце посериозно да се сватат работите, да си актер не е едноставно, значи треба да имаш многу совладани дисциплини, а не само да научиш текст и да го кажеш таму на сцена на памет, туку треба и емоции, чувства, треба да знаат да играат, да свират барем еден инструмент, да не шешкаат кога зборат на сцена. И така, значи има многу недостатоци, не сум компетентен да кажувам, многу млад сум, 30 години имам, но не сум задоволен од повеќето проекти што излегуваат пред се во театрите, да не зборам за филмови, да не зборам за многу други работи кои што стварно се прават колку да се прават, а не се прават затоа што треба да се прават и нели да имаат некоја уметничка вредност. Кој е твоето мислење за турските серии? Дали мислиш дека македонската јавност е презаситена? Јас не сум тука да кажам тоа може да ги прашате поодговорните лица кои што ги пласираат тие турски серии, но штом обстануваат на телевизија и на маливе екрани, значи очигледно им треба на народот и очигледно има побарувачка. Пред да има турски серии имаше шпански серии, така да само се смени називот. Сега не се шпански, се турски. Утре може ќе бидат кинески или не знам, индиски. Ги гледам луѓе во моје дома, не гледаат многу, ама си пратат по некоја серија. И најверојатно на Македонија и фали домашна продукција пред се, која што би можела да го замени, нели, тој момент на кич, нели. Добро, за некој не е кич, за некој е супер да гледа турска серија, но тоа е, што да кажам. Најверојатно ќе си дојде се на свое место, Македонија е млада држава и треба да помине време за да си легнат работите, а до тогаш нека гледаат турски серии и нека го слушаат мојот глас. Каков е Кирил во приватниот живот? Дали често се шегува, позитивен, насмеан, како што можеме да приметиме сега? Зависно од ситуација, зависно во кој период ќе ме зачекаш. Вчера бев малку депресивен и меланхоличен. Многу се нервирам кога не сум добар со здравје, да бидам искрен, и тоа ме бута, ме прави даун. Значи стварно онака на своја кожа кога ќе осети човек дека здравјето е најбитно пред се, нели ние слушаме само, но никогаш тоа не го сваќаме сериозно.
а стварно е многу сериозно. Значи човек кога однатре е здрав, тогаш сигурно и надвор ќе изгледа здрав, весел, среќен, исполнет. Инаку да, сум позитивен човек, сакам да се зезам, да се дружам со луѓе. Вицови не знам да кажувам, знам еден виц ќе ви кажам. Како го викаат Кинг Конг во Прилеп? Тате. Поздрав до Прилеп. Значи знам да си правам журки по дома, да се дружам у домашни атмосфери, мразам многу гужви. Еве се иде нова година, немам некоја посебна еуфорија, искрен да бидам, но треба менталното здравје пред се да биде на добро ниво за да имаш и физичко здравје и за да бидеш среќен и исполнет. Значи тоа е формулата. И треба да си има визија. Луѓе што имаат визија секогаш се среќни и позитивни. Мразам песимисти. И за крај би те прашала што би им препорачал на идните актери. Па би им препорачал да вежбаат малку повеќе, да читаат малку повеќе, да се пробаат во секоја улога, да влезат во секоја кожа на карактерот, да не бидат еднолични, да не бидат монотони, да не бидат досадни. Кај нас владее таа меланхолија и актериве ќе направат една улога и после као тоа е мојата животна улога и сите наредни наликуваат на таа. Мразам актери што се исти, сакам да бидат разнолични и сакам да видам се што може да извадат од нив. Значи не може еден актер да биде само во еден калап. Значи мора да излезе од тој калап и да проба се што може. Затоа ние актерите такви сме, пијаници, наркомани, деликвенти, се шалам. Не, треба се да проба човек за да знае нели како да изглуми. Ете тоа би им го порачал, да имаат визија и да сонуваат далеко. Ти благодарам многу за интервјуто. Фала и на вас што ме викнавте и се надевам во некоја наредна прилика ќе зборуваме за некој голем проект. Јас сум Кирил Трајковски Максим, а вие гледате и читате Ексклузив.мк.